Костимот во Македонија. Од појавата на фотографијата до денес, вечерва ја има својата промоција во Музеот на македонската борба од Зорка Тодорова Младеновиќ. Половина час пред самата промоција разговараме со авторот на оваа книга, господјата Зорка, која што ќе ни каже неколку зборови за незината книга. Зорка, честитки за оваа фотомонографија. Ви посакувам многу успех. Имате големо искуство во костимографијата, во музејската и филмската костимографија. Вие сте во пензија, а ова е вашата фотомонографија. Колку вашето искуство ви помогна во пишувањето на оваа книга? Па оваа книга излезе фактички од моето искуство, од тоа што долги години работам на филм и ги спремав сите костими за воштените фигури што се наоѓаат во Скопје, во Штип, во Битола, во Кавадарци, уште во некој друг град, така да долго време има време да истражувам и да правам костими од тој временски период, од појавата на фотографијата до денес. Тоа е колка временски период? Тоа е од крајот на 19 век до денеска, мислам. Да, затоа што да речеме во последниот дел за облеката во Македонија после Втората светска војна, мислам во кое време јас сум била присутна нормално и имам мое лично искуство, а и работев на повеќе места. Работев во театар, правев модни ревии, работев во нашата текстилна индустрија. Еден период формиравме Центар за современа мода и креација, каде што ги обслужувавме сите фабрики во Македонија, така да ми беше сето тоа познато и книгата излезе повеќе од моето работење и искуство што го имам собирајќи фотографии од сите тие временски периоди. Бидејќи е фотомонографија, во книгата има и фотографии, така? Да. Која е темата? Што е она што сакате да им порачате на читателите? Што обработува книгата? Па, од кога е појавена фотографијата, мислам, имаме вистинско сведоштво како се облекувале луѓето во Македонија. Најпрви се разбира почнав со народната носија. Таа е неизбежна. Мислам, нешто е многу богата. Таа е и ден денеска се наоѓа по нашите музеи, така да има многу фотографии. Потоа имаше една добра докторска дисертација, една голема книга од веќе починатиот мој другар Здравев Ѓорѓи, каде што темелно ги имаше опишано сите наши носи во Македонија и ми беше лесно да извадам една покусак содржина, каде што на некој начин ќе го представам тој македонски фолклор. Втората тема ми беше вториот дел, комитската облека. За неа тешко се наоѓа литература и нема, мислам, не е обработена. Меѓутоа, од сите фотографии што ги собирав за филмот на Милчо Манчевски, Прашина, за Столе Попов, до Балчак и за костимите што ги правев во музеот, имав една слика како изгледале тие и каков имаат развој, затоа што и тие имаат свој развој. Во времето, да. И тоа е се забележено во книгата. Ала Турка, ала Франка, за неа се пишувало, мислам, за тој период. Така да ми беше лесно да го сумирам и на 1/10 страни да ги објаснам сите тие времиња. Со менувањето на костимот, кога влегува европскиот костим кај нас, но сепак се уште има влијание од турската облека. Потоа е костимот меѓу двете светски војни. Јас на времето правев една книга за Кавадарци, каде што беше представен животот во Кавадарци со многу фотографии од 1900 до 1945 година и сите тие фотографии што беа меѓу 20 и 45 година ми послужија за да можам да го објаснам и тој период. И после од 45 година па до денес
Тоа ми беше многу полесно, затоа што сум сведок на сите тие настани што се случува, развојот на нашата текстилна индустрија, развојот на нашата мода. Тоа се го има во книгата. Сето тоа го има во книгата. Да, и сите тие делови се илустрирани со доста фотографии, што на некој начин го представуваат времето во кое тие облеки се правеле. Што им порачувате на вашите читатели, на публиката која што ќе го чита костимот во Македонија од појавата на фотографијата до денес? Што сакате да им порачате со оваа книга? Сакам да видите, јас не сум историчар. Јас сум костимограф, моден креатор, по нешто пишувам, така да мојата книга е едно видување што можеби не е научно, ама е вистината од тој период, затоа што е проследено со автентични фотографии кои што го одбележуваат дадениот период. Оваа книга е во издание на Арс Ламина. Да ги споменаме промоторите? Да, само можам да им благодарам. Јас веќе втора ми оваа книга што ја работам. Спремаме уште една историја на костимот, праисторија до денес. Мислам, таа ќе биде многу пообимна. И што да кажам, многу им благодарам. Вие, иако сте пензионерка, не мирувате, значи пишувате, меѓутоа и сега во моментот активно работите, така? Работам со Јани Бојаджи на еден филм многу интересен, современен филмот. Почнавме веќе и со снимање, припремите траева 2 месеца. Снимањето ќе трае месец и пол, така да еден период од 4 месеца сум ангажирана, мислам, активно, од јутре до сутра, што се вика, да, од сабајле до вечер. Така е. Ви посакувам многу успех вечер на промоцијата, ви посакувам и многу успех на вашата книга. Само за крај да ми кажете, каде сите оние кои што сакаат да го купат вашето дело, каде може да ја најдат книгата? Па во сите книжари на Арс Ламина. Јас знам, само кај нив, не знам на друго место дали се продава. Ви благодарам, ви посакувам многу успех.